Satnam, Satnam za site, striktna polna mesečina. Jaz sem Haribolka Kristina, pravime zajedno Kundalini Yoga meditaciji na polna in mlada mesečina. Dneska 27. februar 21. godina je polna mesečina v znaku na Devica. Uvijek ja čувствуваме тензията, koja полека се градеше в последните няколко денови. И право, ова е силна полна месечина, на која сакаме да обрнеме внимание, бидејќи едноставно не можеме да бидеме заспани за силната енергија што има месечината. Полна месечина е фаза кога месечината го има исполнето својот циклус на полнење од млада до полна и сега ја доживува незината кулминација. Во однос на земјата месечината е 180 степени и во однос на земјата сонцето е 180 степени. Па изгледа вака. Овде е месечината, земјата, сонцето во линија. На овој начин земјата ги пие енергијата и на месечината и на сонцето. Месечината е поврзана со нашата лева страна и нашето емотивно тело. Како што кулминира зрелоста на месечината, така и во нас кулминира емотивното тело, односно за да дојде до разрешување, до ослободување на тоа што се создало. Полната месечина представува процес кога ќе достигне кулминација, за да се случи разрешување на се што се градело во минатите денови од почетокот на младата месечина. Енергијата на сонцето е нашата животна енергија која возможува да сме живи, која прави да можеме да создаваме, која прави да можеме да се движиме. Заедно со нашата емотивна и нашата сончева витална енергија, ние се чувствуваме целосно, комплетни. И овие две енергии имаат влијание врз нас, а квалитетот на влијанието зависи од тоа низ кој знак се движат сонцето и месечината. Со месечина во Девица веќе чувствуваме дека имаме чувство да превземеме одредена организација, да погледнеме поблиску до деталите, да видиме што можеме да направиме со практични, конкретни чекори. Девицата ни дава насоченост, ни дава конкретни чекори, ни дава техники, што можеме да ги користиме за да можеме нешто да манифестираме. Девицата символизира и жетва, есенска жетва, токму кога е знакот на Девица всушност жетвата на плодовите, па така не само таа представува не само потребните чекори што треба да ги направиме, туку и самиот процес на уживање во нашите плодови на создавање. Незиниот спротивен, односно комплементарен знак се рибите, како што и сонцето сега свети во знакот на риби. За да ја балансираме Девицата, ние мора да погледнеме во незиниот комплементарен знак, бидејќи незиниот комплементарен знак е тој што ќе ни донесе комплетна урамнотеженост и прилагодување за највисоките цели на Девицата. Но тоа значи и највисоките цели на рибите. Највисоката цел на рибите е нашата свесност. Нашата свесност со сето што е, не само видливо, туку и невидливо. Нашата свесност за огромноста. Нашата свесност
и претопување во водите на космичкиот океан. Тоа е највисокиот израз што нас го сакаат рибите. Рибите воден знак е представува нашата проточна енергија, проточна женствена енергија. Девицата, земјен знак, и представува конкретните чекори што треба да ги превземеме за да ја оствариме нашата космичка свесност. Гледаме на кој начин рибите, космичката свесност, девицата, конкретните чекори, можеме да се чувствуваме поврзани во единството на сето што е. Рибите владеат со планетата Нептун, односно планетата Нептун нема енергијата на рибите. И токму во овој период Нептун е во знакот на риби. Така што имаме силно оваа енергија на која е можност, енергија која е можност да се поврземе во нашата космичка свесност. Како и да е, ако не сме достапни во таа свесност и ако не се поврземе, Нептун може да создаде илузија да веруваме во реалноста која е создадена од нашиот систем на верување. Што значи, може да веруваме во нешта кои всушност не се вистинити. Односно се во нашата глава поради нашиот склоп на верувања, нашиот образовен систем, нашите родители, нашето минато искуство. Нептун ќе создаде на некој начин илузија за нашата реалност и да веруваме во одредена реалност, која всушност не е вистината. Ако не сме свесни, во овој период, токму и тоа ќе се случи. И со знакот на месечината во земја, во девица, може оваа земја да почувствуваме девицата како нешто што го држиме премногу драго и што не сакаме да го пуштиме. Одредена рутина, навика, нешто што повторуваме секој ден, бидејќи и тоа е девицата. Значи, и рибата, и девицата, кога не се вклучени во повисоката свест, девицата на некој начин е заробена во тие стриктни навики од ден во ден, кои не ја даваат широката перспектива на рибите, идеално разбудени, но другата верзија на рибите е тоа што го спомнавме за Нептун. Реалност која е создадена во нашите глави, но често пати таа реалност не е вистинска реалност. Така може да се случи, повикани од енергијата на девицата да делуваме од местото од кое всушност ние и не сме навистина во допир со реалноста и да создаваме од нашите фиксации, од нашата фантазија и од нашето мислење за тоа како се нештата, наместо од нашиот простор на вистината, односно по високиот аспект на рибите. По широкиот аспект на рибите е нашата свесност и поврзување со сето што е. Неразбудени риби може да биде простор на илузија, сомнеж и едноставно отсеченост, оттуѓеност од реалноста. Гледаме кога е месечината во еден знак, ние работиме со нејзиниот спротивен знак, за да можеме да ги подигнеме највисоките
експресии и на таа енергија во која е месечината, во овој случај девица, и на сонцето, во овој случај риби. По кундалини йога, техниките, технологијата, се што правиме, вежбите, може да се каже, тоа се конкретните чекори на девицата. Значи, девицата ни ги дава конкретните чекори и кундалини йога, тоа не се техниките. Конкретните чекори ќе не донесат до целта на рибите, која е поврзување и останување во свесниот простор на космичкиот океан, втопување во космичкиот океан, каде што можеме да се наклониме и можеме да бидеме слободни. За да се случи ова, нашите 10 тела треба да бидат прочистени, отворени и нашите чакри отворени. И токму затоа ни се потребни техниките на кундалини йога, односно на овој случај девица, за да можеме да стигнеме до највисоката експресија на рибите. И да останеме. Значи, девицата не сонува за нешто, девицата е решена, ги има конкретните чекори, ги прави конкретните чекори, оди низ потребните промени и кога ќе стигне да може да остане и она останува во тој простор на рибите каде што идеално сакаме да бидеме. И токму за тоа е денешната медитација. Со денешната медитација активираме елементот земја, активираме елементот етер, за да можеме да отвориме енергијата на земната чакра во нас, во телото, и да бидеме просторот на повисока свесност. Најпрво ќе се вклучиме и потоа ќе објаснам, медитацијата е навистина прекрасна и отвара креативните води во нас, за да може да се случи протокот на енергија и за да можеме да бидеме просторот каде што високата енергија на рибите ќе иде и тоа е отворена. Сега ќе се вклучиме, ќе објаснам медитацијата и ќе направиме заедно. Седни во било која положба во која се чувствуваш, удобно, но и да биде исправена пред место. Затвори ги очите и едноставно поврзи се со дишење. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри дланките. Издиши. Gurudev Namo.
Om Gurudev Namo Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah. Jega sme. Prithvi hej. Se fokusirаме na prva čakra i povлекуваме мудростта. Prithvi hej. Akash hej. Se fokusirаме на седма чакра. Guru Ramdas hej. Го визуализираме златниот храм и Guru Ramdas во златниот храм се движи напред, назад, над главата. Не да мантрата е под видеото, одма ќе ја научиш. Prithvi hej. Akash hej. Седма чакра. Guru Ramdas hej. Овде Guru Ramdas е символ за единството, е символ за свесноста, е символ за проточната енергија. Може да визуализираш што и за тебе да значи златен храм, визуализирај тоа. Важно е квалитетот на енергијата, да го почувствуваш над главата, да се фокусираш над главата. Тоа е поврзување. Уште еднаш. Prithvi hej и за сето време го држиш клучот и веќе на Guru Ramdas hej можеш да го пуштиш и повторно. Prithvi hej. Akash hej. Guru Ramdas hej. Очите се затворени и гледаме кај третото око. Во прво време, ако треба да ја читаш мантрата, ја читаш нормално, дали ќе ја напишеш на листче или одмобилно. Ќе научиш многу брзо и потоа ќе можеш со затворени очи. Се фокусираш на сите овие делови, ја чувствуваш енергијата каде што кажа. Јас ќе почнам. Ќе може да ми се приклучиш. Рацете во тија мудра, издолжен орбитниот стол. Prithvi hej. Akash hej. Guru Ramdas hej. 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 Prithvi hej.
आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है 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 आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है
आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। पृथ्वी है आकाश के गुरु रामदास के। Śmiało i teraz, że bez tego planu, bo też to możesz.
Слушай мантрата до сега. Издиши. Уште еднаш диши. Држи најдолго што може да стива и слушај мантрата. Издиши. И трети пат. Издиши. Остани на сега. Биди в тишината. Свесно присутен. Диши. Издиши. Прекрасно. Прави оваа медитација овие делови за време на полна месечина, околу полна месечина. Почувствувај се охрабрено од самото од себе, од внатре, за да можеш да се отвориш кон нашата повисока свесност. Легицата е тука да ни помогне да преземеме конкретни чекори, конкретни мерки, кои може да не донесат и кои не носат во нашата повисока свесност. Исто е одлично време да погледнеме што е тоа што не држи назад, кои се тие навики кои легицата ги повторува, а не ја носат никаде. Каде сме погледнале толку близко во секојдневието, во животот, и тие работи што веќе без да приметиме ги правиме по навика, ги правиме секој ден. Мора да погледнеме токму во тие секојдневни навики, како може би тие не држат заробени, не држат назад. Полната месечина е можност да пуштиме тоа што не држи назад, за да можеме да уживаме во реалноста. Не во реалноста создадена од илузијата на нашиот заспан Нептун,
тук от реалността на нашиот буден Нептун, каде што перспективата, огромноста, широчината ни се достапни и од таа перспектива можеме да живееме во свесноста на да се влееме во свесноста на космичкиот океан, што е се присутен. Супер! Фала ти за учеството. Веднаш се чувствувам поинаку после медитацијата. Почувствував интензитетот на оваа полна месечина, присутен е, но имаме техниките девица, за да се поврзаме со нашата повисока свесност, риби, токму сега. Ако функционира за тебе, ако има промени, слободно пиши ми, слободно сподели и со ова е поволно за секој може да го прави, сподели се во твоите пријатели, еден ден, наистина ќе ти бидат многу благодарни. Овдека завршуваме нашата медитација, која се окружуваме нашиот круг на оваа полна месечина, кој почна од младата месечина и сега го достигна својот врв на исполнување, кога ќе пуштиме и се реорганизираме и здравие Боже до следната млада месечина, кога ќе почнеме нов циклус. May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сатнам.